Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со содржините. Мој, ваш гостин на програмата на ТВ Канал 2 е детето што го знам цел живот, Иван Кукич. Има ли потреба посебно да го представувам? Иване, добар ден, добре дојде во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов. Како се чувствуваш? Супер. Како Што прави Иван летово? Има некаква летна шема? Во гужва. Во гужва секогаш, така е. Добро, те следам по социјалните мрежи, пријатели сме на Фейсбук. Јас сакам такви профили, луѓе кои не се занимаваат ни со политика, ни со бистрење разноразни теми околу ковид, околу, не знам, геостратегии и така натаму. Има такви луѓе кои се знаат се и се што. Иван Кукич знае музика и само тоа постира на својот профил и тоа е добро. Она што е ново кај тебе е новата песна. Ајде збор два за неа. Така, баш како што кажавте, само музика има само по моите профили. Само музика и ништо друго, така. После Без компас така, се случи првата песна, да, се случи и втората песна. Не беше планирано ништо посебно. Така. Значи, обично не сакам да планирам затоа што секој пат Непланираното излегува најубаво секогаш. Да, ако почнеме да планираме, секогаш излегува нешто што нешто што не оди по планот, нешто што надвор од планот, да. Така. 28 јуни. Така. Беше премиерно представена пред гледачите и слушателите. И јас сум среќен што така. Песната се вика Се што не знаеш. Се што не знаеш. Многу интересен, многу наслов кој малку оној кој го чита мора да размислува што сака Иван да каже, но многу песна. Ајде малку да ни кажеш со кој соработуваш на оваа песна. На оваа песна буквално се направив сам. На времето имаше едно списание Уради сам, се викаше во времето на Југославија. Јас бев баш така за оваа песна. Така. Значи таму ги свириш сите инструменти, така? Да. Гитара, бас гитара, тапани, програмирани, оркестрација програмирав се сам. Така. И па дури и музиката, автор на музиката, автор на аранжманот, да. Па дури она што јас се лутам и автор на текстот. Не, одлична е песната, честитки. Фала ви од срце. И она што е интересно, јас подели со твоите пријатели токму на твојот роден ден, ако не се лажам, така ли беше? Иван Кукич наполни 25 години и наместо да ги чести, има многу пријатели, многу е тоа пријатели, да ги честиш сите торта, нели? За роден ден ги почести со убава песна. Колку си ти задоволен од производот и каков е фидбекот на оние кои ја слушаа песната? Јас сум задоволен. Значи, најбитно е да го задоволи својот дух првично со музика. Така. Од таа страна сум задоволен. Најблиските, барем до сега, ја фалат песната и им се допаѓа и ја барат. Така. Ете сега имавме настап во недела во Рекорд Паб, баш ја бараа песната. Супер. Тоа е супер. Сега за поширока публика ќе видиме. Така. Времето ќе се каже. Многу е важно, знаеш, јас и ти сме пријатели, мене и да не ми се допаѓа, ќе ти кажем, Иване, убаво е, оти сме пријатели. Такви се денес луѓето, да не се лажеме, нели? Меѓутоа, не, навистина ми се допаѓа песната. Оно што ме интересира, што викат стручните луѓе, оние кои музиката им е занает. Имаш ли реакција од нив? Например, што вика Владко Стефановски? Имаш ли реакција од него? Прво нешто што направив пред да ја објавам песната, му ја пратив на Владко. Браво. И побарав мислење. И Владко ми каже дека ваков рефрен нема слушнато многу време. Браво. Тоа е убав комплимент. Да,
И искрено пресреќен сум што му се допаѓа на Владко песната и ја пуштав и на нашите колеги секако Така. да добијам мислење мислење и од нив се разбира, и на сите им се допаѓа. Ми се допаѓа тоа што Иван Кукич, покрај тоа што е сам свој мајстор, не е само заљубен, бара мислење од разни луѓе, ти побара мислење и од еден друг човек околу насловот, дали е Севорет, така ли беше? Да. Добив порека, почнав да гледаче од Иван Кукич и вели, Чичко Џоко, дали е во ред насловот, дали е распоредот на зборови така како што треба и нормално беше така. Ме радува тоа што пишуваш и текстови. Имаш ли инспирација за пишување текстови? Инспирација секогаш има. Секогаш има. А ја црпиш, предпоставам, од животот, така? Да. Така. Бидејќи реалните ситуации што се случували и што се случуваат низ животот се... И што сакаме да се случуваат така за понатаму, не? Така е. Мислам дека е најдобро нешто за да има убава слика. Кажи ми, кога би правила една компарација од првата твоја песна и ова, каде е тука разликата? Напредуваш или два сосем различни проекта са тие? Различни проекти. Така, добро. Да. Буквално секој за себе. Секој за себе, да. Но и првиот беше исто така успешен, предизвика голем интерес кај љубителите на музиката. Истото се случува и со ово, и веќе имаш две песни. Значи ли тоа дека ќе одиме до 5, 6, 8, 10, 12, колку што отприлика е потребно за еден албум? Па искрено не го планирам тоа. Така. Значи, ќе оставам да се движат ќе работите. Оти и ова, штом не го планира, значи ќе успее албум да излезе, така? Се надевам, да. Времето ќе се каже. Нека си доаѓаат, нека се множат. Така, па нека има песни, па... Супер, супер. Ме радува што е тоа така. Ние на крајот од овој разговор ќе слушнеме на најновата песна, но предлагам сега да направиме една пауза со првата твоја песна, а се викаше Без компас. Без компас. Почувани гледачи, уживајте. Поминале 100, а како една мисла жешка, а понекогаш вредна. Пеколен жар на две страни гори. За еден миг или повеќе до зори. Бел ден за сите посебен. Функција за некој што ќе биде доследен. Капка вино и нешто друго се точи. Молчи, не знае никој и гледај ме во очи. Се без компас, се без компас, се без компас, без компас е се. Абе, батка, види бе. Значи, животот се состои од односи, а градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување, бе. Ништо не е јасно, бе. И секој личен однос зависи од меѓусебниот сооднос и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.
за рај, а сепак си замор во кома. Го бараш клучот за сефот по светот. Застани, срцето не го отвара секој. Се лажеме, знаејќи се сите. Се гледаме, љубејќи се. Се мислам дали е до мене или е до вас. Ушли повеќе бас и се против нас. Се без компас, се без компас, се без компас. Без компас е се. Се без компас, се без компас, се без компас. Без компас е се. И да не се повтарам, батка, ја не ебам жива сила, бе. Беше тоа номерата без компас во исполнение на Иван Кукич, а ние зборуваме за втората негова песна "Се што не знаеш", песна која доживува многу убави реакции и еве, насмевка на лицето на Иван, тоа значи дека е задоволен од тие два негови производи, значи и од првиот и од вториот, и се надевам дека ќе се редат уште многу понатаму. Велиш, во гужва е ова лето, значи ли тоа дека си имал досега и те очекува до крајот на летото многу настапи? Да, значи бевме на турнеја во Босна со Владко. И тоа е многу интересно, Прочитав некаде, вели, Владко за прв пат во Сараево. Можно ли е? Не. Тогаш прв пат со син му, веројатно. Може би, да. Така, веројатно тоа е контекстот на насловот што сум го прочитал. Да. А имаше интересен момент, за прв пат беше Владко сега во Тирана. Добро, ајде малку за Босна. Бевте во Сараево? Бевме во Сараево. Во Скендерија? Не. Друга сала беше. Добро, ама голема сала. Голема сала. Многу публика, предпоставувам. Да, прекрасна атмосфера, прекрасна публика. За прв пат и јас бев во Босна на настап. Бевме Зеница, Сараево, Мостар, супер, и Грачаница. Така, и колку си задоволен од целата таа турнеја? Презадоволен. Едно огромно искуство, нови пријатели. Така, и предпоставам, бидејќи станува збор за концерт, ги свиревте оние поранешни композиции на Владко, по кој е многу познат, но и материјалот од новото CD кој го издаде неодамна, така е. И колку тој нов материјал е добро примен од босанската публика? Можем да кажем дека стварно има интерес за новиот албум. Така, супер. Во целиот регион. Баш пред некој ден излезе информација од хрватската листа на продажба на албуми и сме меѓу првите. Ма браво. Дури некој време бевме и први. Ма браво, супер. Јас прочитав некаде некој текст и беше на српски или хрватски некако текст, како видување на новинарот кој го пишува тој текстот за самиот концерт во Сараево и посебно те фали тебе, одличниот млад басист Иван Кукич, и ние се гордееме кога читаме вакви убави работи за тебе. Ти тоа го заслужуваш, нели, и напредуваш во својата кариера. Велиш, бевти во Тирана? Да, сега бевме Никшич и Тирана. Црна Гора и Албанија, добро. И интересно беше, самиот Владко вели дека за прв пат во неговата кариера настапува во Албанија. Браво. И
морам да кажем дека стварно беше фантастично. Иако публиката не ја познава многу нашата музика. Тоа сакав да прашам, ајде, во Сараево, во Зеница, во Никшич и така натаму, во тие градови и ги знаат песните на Владко, но во Тирана претпоставувам не. Не, ама тука има една интересна ситуација што Владко со неговата енергија, Така е. без разлика што публиката не ја знае музиката што ја интерпретираме, самата енергија допира до луѓето. На тој текст насловот не знам дали ќе го доловам како беше во оригинал, но вели да побудали човек од леснотијата на свирење. Во тој стил беше нешто, навистина за Владко тоа може да се каже, но вие сте заедно со неговиот син, одлична негова придружба и баш сте трио за мерак. Дури ако можам јас да судам, многу подобро трио од претходното негово трио. Не знам дали е така. Тоа нема ти да го кажеш, ти си скромно дете. Тоа е мој вкус, нели? Добро. А до крајот на летото, кои се плановите? Има ли други веќе закажани настапи со Владко Стефановски трио? Да, има, значи сега овој период во јули малце одмараме. Тука се секако настапите со You for You. Така, малку подоцна за тоа ќе зборуваме. А во август имаме уште една турнеја во Хрватска. Радо Шербеджи ќе биде таму, претпоставувам ќе одите и таму. Секако, одиме 30 август, имаме концерт на Бриони. О, супер. Тоа ми го најави и твојот татко и вели со натрпение чекам да дојде крајот на август и ни закаже Радо Шербеджи убава средба, ќе одиме на концерт, претпоставувам ќе биде одлично. Добро. Од последниот наш разговор беше токму Раде Шербеджи, тоа беше поводот за наш разговор со кој го најавивме тој концерт. Беше прекрасно, морам да кажам. Ти таму потпише еден интересен договор со, како се вика, Croatia Records или? Се уште не. Не. Се уште не. Тоа прелиминарно беше така некаков договор. Имаме план со Кроација за да како продукцијска куќа да застанат позади мојот албум, соло албум. Ама се уште не сме подпишале ништо. Така, може тоа ќе се случи на 31 август. Па ќе видиме. Ќе видиме. Не се знае ништо. Еве како ќе си најдеме убав повод за друг разговор ваков во студио на ТВ каналот ВИС. Сега го спомна You for You. Имавте одличен концерт во Струмица, но гледам и ве викаат натаму, наоваму настапувате и неколку има публика овде во Струмичкиот регион, па и во Македонија за она што вие го правите, како You for You. Па искрено да ви кажем, екипата напредува. Екипата оди само напред. И јас сум пресреќен за тоа, бидејќи екипата, цела екипа е на моја возраст. Така. Не само што е на твоја возраст, туку сте и другарчиња, блиски сте, се знаете и со поглед си зборувате, нели, претпоставам. А тоа е најбитно за еден бенд да функционира како што треба. Апсолутно, се согласувам. Покрај настапите овде во Струмица, можам да кажам дека не барат и на страна. Браво. Ете за 21 октомври здравје ќе видиме гости во Суботица. На вино и гитара кај Марко. Марко Жигмановиќ, супер, супер. Преговараме нешто, има некој муабет за Нови Сад. За концерта му уште не се знае. Ќе биде тоа во рамките на она што тој го прави Вино и љубов. Вино и гитаре. Тоа ќе биде во Суботица, ама со други луѓе имаме разговори за Нови Сад. Ќе бидам и јас таму присутен, бидејќи Марко Жигмановиќ веќе 2 години ме повикува да бидам водител на таа манифестација во Суботица, зошто да не одиме заедно. Добро. Прекрасен концерт, прекрасен настап. Така. Повторно на твојот профил видов сте били на некој рок концерт тука во Ландовско, Гевгелиско, каде? Тоа ќе биде на 13 август. До прва ќе биде, така? За мемориалниот концерт што се одржува за Цале. Така, и така се вика и по негово име се вика овој рок концерт. Настапувате вие, настапувате некои други? Да.
бендови? Не знам се уште кои ќе бидат другите бендови, ние секако ќе бидеме на 13 август. Така. Иван Кукич, пошто да гледаш, го знам од толкав, од мало дете. И ги знам неговите први настапи, кога со нашите сниматели одевме, да ги регистрираме активностите на основните училишта. И уште тогаш видов дека едно мало, фино, насмејано детенце, како што е сега, свири убаво и убаво пее. Не знам дали ќе можеме да ги најдеме тие снимки, некои веќе не чинат. Има нешто. Ти имаш дома? Еј, следниот пат да ја донесеш таа снимка, да се подсетиме како пеел, како свирал Иван Кукич. Настапуваше тогаш во училиштето Никола Вапцаро. Раководител беше, Бог да го прости, Никола Бончев, така, Да. свиреше гитара, така. Да. Во мандолинскиот оркестар беше тоа, ами пееше, така? Да, бев прво во хорот, Во после хорот. и во оркестарот. Супер. Одлично. Ме радуваат да твоите успеси и јас се надам дека тие успеси ќе се редат и понатаму, но пред да влеземе во студио ни откри една многу убава работа, а тоа е еден прекрасен ангажман кој ќе се случи некаде на есен. Да, Што ќе крајот биде на тоа, октомври. ќе им откриеме ли на гледачите? Па вреди да Вреди да се каже, да. Значи добив покана од менаџерот на Индекси. Уште еднаш повторувам, ако мислите дека не сте слушнали убаво, јас ќе ви повторам. Значи, ќе биде Иван Кукич дел од Индекси на една турнеја. Ќе им бидам гостин на Браво. октомвриската турнеја. Браво. Ќе бидат концерти во Љубљана, Загреб, Сараево, Белград и Скопје. Југословенска турнеја. Да, проектот е Индекси и пријатели. You for you. You for you. Знаеш како си течат времењата, Индекси е група која постои, предпоставам постарите знаат, уште од времето кога Иван не бил роден. И еве доживува сега тој Иван Кукич, кој тогаш не бил роден, да настапува во тој легендарен состав. За жал, без вокалистот Даворин Поповиќ, кој веќе повеќе од 20 години не е меѓу живите, нели? Да. Што значи тоа за тебе? Живот на желба. И Чест, желба, и чест, и задоволство, да. се разбира. Јас некникога го добив повикот, Браво. бев во шок, буквално. Така. Има интересна ситуација кога почнав да студирам во Белград. Само што запишев прва година и останав сам во Белград. И гледам реклама Индекси и пријатели, концерт во Сава центар. Да. И бев си купив карта и бев сам на концерт. Така. Бидејќи Индекси јас ги слушам уште од мал и буквално им ги знам сите песни. Така. Концертот беше изворен. Концертот беше фантастичен. Јас бев во транс еден период. Преполна. Сава центар. Беше стварно што би рекле србите, дупке пуна. Така. Да. И бев сам на тој концерт. Браво. И го гледав концертот и после недела време бев у некој друг свет. Браво. И сега после некое време, после 3 години, доживуваш ти да бидеш дел од Индекси. Да. Супер. Го спомна факултетот, вела студентите за факултетот не се прашуваат. Или може да те прашувам? Може, слободно. Ајде, па те прашувам, како оди факултетот? Супер. Супер е? Може да кажем, веќе сме при крај. Па супер, така. Се надевам дека до крајот на годината ќе... Јас ги знам реакциите на твоите професори кои вели ти џабе доаѓаш тука, што има ние тебе да те учиме? Не е така? Моите професори се фантастични и се Така? професионалци и Супер. буквално знаат се. Браво. И се надам дека и ти си горд што си нивен студент, но Така е. предпоставам и тие се горди што се професори на еден ваков студент како што е Иван Кукич, кој полека, но сигурно станува, веќе е од подам на гордост на Струмица, гордост на Македонија
I daj Bože така да се гордеем уште долги години со тебе. Она што живо ме интересира. Еве, сега си прифатил ангажман да бидеш дел од таа турнеја, бившо југословенска, ако можем така да ја наречем, со индекси. Се косат ли тие некакви ангажмани? Што доколку во времето на таа турнеја веќе имавте закажано концерт со Владко Стефановски трио? Имате ли некаков договор? Не, немаме договор, ама без разлика на се, значи Владко Стефановски трио ми е приоритет. И пред секој настап, јас пред да ја прифатам турнејата со индекси, се консултирав со Владко. Морам да прашам дали ние имаме нешто во план, дали веќе има нешто закажано. А и Владко ми каже дека лично Фадил Реджич, басистот на индекси, се јавил да го прашат и Владко дали... Реджич нели беше, освен тоа што во индекси, нели беше и во Бело дугме? Брат му, Зоран Реджич. Така ли? Да. Тоа не сме знали. Зоран Реджич е басист на Бело дугме, беше во Бело дугме, добро. а Фадил Реджич е басист на индекси. Супер, одлично. Јас ти посакувам убави спомени да донесеш од таа турнеја на индекси. Тоа е прекрасно искуство за тебе, нели? Се надоградуваш на тој начин уште повеќе и повеќе. И се надам дека ќе се редат други такви нешта кои ќе ти предизвикуваат и чест и задоволство во кариерата. U4U, настапи со U4U и настапи со Владко Стефановски трио, некаде со Горан Алич заедно и така натаму, нон-стоп си со музиката. Дури, почитувани гледачи, синока кога му се јавив на Иван, за да го закажам овој разговор, што правиш, Иване, што правиш златно дете, така. Вели, еве, Чичко Џоко во студио сум. Значи, мојата констатација е дека Иван Кукич спие колку што спие и откако се буди, после не знам колку часа, до следното легнување е со музиката. Па така нешто. Така нешто. Да. Зошто е тоа така? Љубов. Љубов и само љубов. И само љубов и музика. Така, браво. И може да кажеме ти нема ништо поубаво од музика и од дружба со пријатели и од настапи, дружба со луѓе, позитивна енергија. Супер. Кај што нема буквално нема ништо друго, нема политика, нема проблеми, нема... Така. Се е изолирано, само музика, љубов, дружба и позитива. Всушност, музиката е љубов за тебе, нели? И љубовта е музика, ако може така да се каже. Дури може и да констатираме, сам можем да предпоставувам дека ако веќе реков дека спие и се занимава со музика, предпоставувам дури и кога спие, сонува музика. Да, и некогаш и глава ме боли. Добро. Океј. А се лечи повторно, кога го боли глава, повторно се лечи со музика. Стварно ми се случувало нешто. Така. Цела вечер ќе вртам некоја мелодија. Така. Што прават мама и тато, да ми кажеш? Исто се со музиката и понатаму имат и тие многу ангажмани веќе. Короната на некој начин се уште е присутна, но не прави толку проблеми. Имат многу настапи, така? Биле во Бугарија, беа во Белград, беа во Бугарија, беа во Струга некаде. Беа долго време на одмор. Така. И сега баш и они се скоро секој ден ангажирани. Моментално се во студио со Горан Алачки. Така. Пак крчкат нешто прават. Пак прават. Добро, го направи албумот за твојата мајка, тоа се стари македонски песни, нели? Со негови аранжмани. До каде е таа работа? Се работи уште, ама тоа ќе биде еден прекрасен албум. Супер. И предпоставам ќе има своја промоција на задоволство на сите љубители на убавата македонска песна. Да, многу е интересно што албумот е буквално хармоника и Ленче и Гора. Браво, да. Слушнав дел од тој материјал и навистина е прекрасен. Но она што го знам дека и ти им помагаш во одредени проекти заеднички, нели? Да, каде можам, тука сум. Тука сум, така е.
Нека биде така и понатаму. Последното нещо што го видов на Фейсбук од тебе, свириш на гитара една народна песна. Да. Не правиш разлика меѓу таква, онаква, поинаква музика? Нема. Добра музика е добра музика. Добра музика е добра музика, без разлика дали е народно, джез, рок. Супер, супер. Иване, многу ми беше мило што бев твој домакин денеска. Ти благодарам за гостувањето, ти посакам уште многу успеси, многу настапи, многу нови песни и дај Боже да го доживееме твојот прв албум. Фала ви од срце. Се најбово. И за самиот крај ја гледаме новата песна на Иван Кукич, Се што не знаеш. Знаеш се што не знаеш, секој ден твој тажен е. Гледаш кон вистината, другар со темнината. Знаеш се што не знаеш, трета светска сега е. Дно без дно би кажале, први би откажале. Секој миг е чуван за тебе, очи полни живот за мене. Еден ден што дојде суден час, го дава местото на тој што не љубил кој јас. Само немој не плачи, безброј солзи, безброј сни. Песна не се пишува, љубов грев да пишува. Секој миг е чуван за тебе, очи полни живот за мене. Еден ден што дојде суден час, го дава местото на тој што не љубил кој јас. Сама знаеш, не знаеш, со тебе на овој свет морам јас да погрешам, друг свет не ке пронајдам. Секој миг е чуван за тебе, очи полни живот за мене. Еден ден што дојде
što ne ljubil ko ja.